Утрински стихови од Библијата. 8 ноември. Тој укорува. Јас ги укорувам и ги казнувам оние кои ги љубам. Затоа биди ревностен и покај се. Откровение 3:19. Господ видел дека треба да се приготвиш за Неговото небесно царство. Тој не дозволил огнот во печката на неволите да те уништи. Како оној што го прочистува среброто, тој те наблюдувал и го следел процесот на прочистувањето, се додека во тебе не го забележал својот лик. Иако често пати си го чувствувал пламенот на страдањето и често пати си мислел дека тој ќе те изгори, Божјото милосрдие кон тебе во тие моменти било исто толку големо, какво што било и во оние случаи кога си бил со силен дух и кога си победувал во него. Огнот имал задача да прочисти и претопи, а не да уништи. Затоа, да не негодуваме и да не се жалиме што во овој живот не сме ослободени од разочарувања и неволји. Ако во Божјото провидение сме повикани да поднесеме искушенија, треба да го примиме крстот и да ја испиеме горката чаша, знаејќи дека татковата рака ја става на нашите усни. Да му веруваме и кога е мрак и кога е ден. Зар не можеме да му веруваме дека тој ќе ни даде се што ни е потребно за наше добро? Дури и во ноќта на страдањето, како би можеле да одбиеме да го подигнеме срцето и гласот во благодарно величање, кога ќе се сетиме на љубовта кон нас изразена преку крстот на Голгота. Дури и откако светите ќе бидат запечатени со печатот на живиот Бог, неговите избраници ќе се соочуваат со лични искушенија. Лични страдања ќе доаѓаат, но печката е внимателно наблюдувана од едно око што нема да дозволи златото да изгори. Неизбришливиот Божји знак е на нив. Бог може да се повика на тоа дека неговото име е напишано на нив. Господ ги земал од своја заштита.